да зборувам за цвеќињата. Но прво да ве прашам нешто. Дали некогаш сте сликале со цвет? Денес ќе се обидеме да научиме како се прави тоа. Но претходно седнете си убаво и замислете си еден убав цвет во рака. Ајде сега да го помирисаме цветот. Вдишете убаво, издиши, ајде уште еднаш вдиши убаво, помирисај. И уште еднаш. И уште еднаш помирисај убаво. Прекрасен мирис, нели? А сега, откако го помирисавме цветот, седни убаво, смести се удобно и подготви се да слушнеш нешто ново денес за цвеќињата. Во шумата, на крушната од стариот јавор, се живееше пчеличката Зузу со низиното семејство. Таа дичиња, штом се појавеше првиот сончев зрак, веднаш излегуваше на ливадата. Таму имаше многу цвеќиња, глуварче, булка, камилица, и таа цел ден леташе и вредно собираше полен. Но во близина на шумата се наоѓаше едно планинско село во кое што живееше пчеличката Зази. И таа неуморно и безгрижно секој ден леташе во цветната градина. Ке го помирисаше прво зумбулот, од зумбулот на нарцисот, од нарцисот на лалето и така постојано секој ден. Но таа беше безгрижна дечиња, затоа што за неа се грижеше пчеларот Миле. Тој имаше направено дрвена кошница за Зази и за незиното семејство. Еден ден во цветната градина на Зази долета една нова пчелка. Здраво! Јас сум Зази, која си ти? Зу, јас сум Зузу. Леле, колку убави цвеќиња има овде. Да, рече Зази. Ова овде е зумбул. Може да биде бел, розов, син, виолетов. Ова до него е лале. Може да биде жолто, бело, црвено, во сите бои, може да биде дури и шарено. А овие овде, тоа се нарциси. Тие може да бидат бели и жолти. Овој цвет прекрасно мириса. Кај мене нема вакви цвеќиња. Епа, какви цвеќиња има тогаш? Се зачуди Зази. Епа, да ти кажем вака. Кај мене има жолто глуварче, црвени булки. Кога ќе ги скинеш од нивното стебленце, потекува млекце. Тоа е бело, како млекото од кравата и од овцата, ама ова млеко не се пие. Ова е отровно. Освен нив има и камилица. Таа многу убаво мириса, рече Зузу. Знам. И мене мама ми прави чајче од камилица. Кога ме боли грлцето, јас некогаш си го плакнам устенцето со ова чајче од камилица. Има многу убава миризба. Сега, Зази, јас морам да си одам. На небото гледај, се појавија облачиња, а сигурно веќе и мајка ми е загрижена. И така, дечиња, секој си замина во својот дом. Но Зази, бидејќи сакаше да оди со неа на ливадата, Зузу и вети дека следниот пат ќе ја однесе кај неа, за да види што има таму. Зази си замина во куќичката што ја направи пчеларот Миле, а Зузу си одлета во шумата, во крошната
на стариот јавор, каде што беше низината куќичка. Ајде сега, дечиња, да видиме дали ви се допадна прва оваа приказна. Се надевам да. И во неа се зборуваше за цвеќиња и за пчелички, Зузу и Зази. Зузу живееше во шумата, а Зази во селото. Кај Зази во цветната градина имаше какви цветови? Ајде да видиме. Така, нарцис, кој што може да биде жолт и бел. Лалиња, кои што може да бидат црвени, жолти, бели, виолетови, розови, шарени, во сите бои. И најмиризливото зумбулче, кој што може да биде бело, виолетово, сино, розово. И сите тие растеа во градината кај Зази. И за нив, како и за пчеличката, се грижел пчеларот Миле. Луѓето, дечиња, одгледуваат цвеќиња, за да им ги разубават дворовите, парковите и нив ги чуваат во цветните градини. И овие цвеќиња ги нарекуваме градинарски цвеќиња. А во ливадите, кај Зузу, живееше жолто глуварче, црвени булки, кој што ни кажа Зузу дека кога ќе ги скинеме од стебленцето потекува млеко, лепливо, бело, кое што не се пие, и имаше и камилица. Во ливадите растат, значи, глуварчето, булките, камилицата, а и многу други цвеќиња, кои што сигурно Зузу се уште не ги пронашла. Од нив луѓето прават лекови, прават чајчиња. И овие цвеќенца, бидејќи растат во ливадата, ги нарекуваме ливадски цвеќиња. А сега, она главното за кое што почнавме да зборуваме на почетокот. Рековме дека може да се слика со цвеќиња. Ајде да видиме како може да се направи тоа. Првиот ден, кога ќе имате можност, излезете на ливадата. Побарајте ја камилицата. Може би ќе ја видите Зузу или Зази таму. Побарајте го глуварчето. А од нив направете еден убав букет. Донесете си ги дома, убаво ќе си ги измиете, ќе ги земете вашите темперни боички и ќе земете со цветчето, ќе допрете во темперната боја, а потоа на листот од блок или пак на некој картон ќе печатите со цветовите што сте ги набрале од глуварчето или од камилицата. Така ќе ја направите ливадата на Зузу. По завршување на работата нема да заборавате да си ги соберете боичките. Следниот ден може да земете стари ролни од тоалетна хартија и една кутија, лепило и да ги наместите како на оваа фотографија. Така ќе направите куќичка за пчелите. И исто како и претходниот ден, по завршување на работата собираме тоа што сме го растуриле. Третиот ден ќе земеме 2 балончиња, ќе ги надуваме, ќе нацртаме со нив крилца, очиња, устенце, носе и ќе ги направиме Зузу и Зази. И така, дечиња, со нив ќе истражуваме, ќе учиме за цвеќињата, за боите и за многу други нешта за кои што вие ќе се заинтересирате. Ви посакувам пријатна забава.
До следното видување. Збогум!